Добро утро и од мене во утрински печат. Неправилности при полагање на испит за државен службеник, желба да се работи во јавна администрација. Меѓутоа, при самото полагање се случуваат мал милион недоследности. Денеска го имаме господинот Васил Петрушев, Васко поточно Петрушев, кој што е еден од кандидатите кој што минатата година го полагал овој испит и се надевал дека ќе добие работно место во една од престижните државни институции. Станува збор за Агенцијата на електронски комуникации, каде што конкуриравте во тој период. Може ли да ни раскажете, бидејќи вашата приказна е веројатно една од многуте кои што се случуваат во државава и секоја голгота започнува со полагањето на испитот за државен службеник. Да се вратиме на назад, значи во 2022 година, кога прв пат го полагавте испитот за државен службеник, предпоставувам. Сега сте веќе вработен млад човек, ќе ни кажете понатаму во интервјуто во која институција. Најпрво добро утро. И ви благодарам многу што ја прифативте поканата за гостување во Утрински печат. Ви благодарам на поканата и на можноста. Само да ви исправам една мала исправка, значи јас втор пат во мојот живот го полагам испитот за административен службеник, бидејќи во моментов сум вработен во јавно предпријатие. Значи, можам да кажам дека тоа што се случуваше лани во ноември месец за време на полагање за испит за административен службеник беше тотално непрофесионално, незаконско и коруптивно однесување на одговорните лица за спроведување на тој испит, членови на комисијата, составени од вработени во Агенцијата за администрација и Агенцијата за електронски комуникации, за кои што потреби беше наменет тој јавен оглас. Имено, значи, полагањето за испит за административен службеник е еден јавен процес кој што се снима и согласно законот, ниту еден од кандидатите не смее да користи литература, закони, мобилни уреди или било какви електронски средства, нити пак да разговара со одредени лица во таа просторија. Но еден од кандидатите кај што полагавме во таа специјална опремена просторија користеше мобилен телефон. Скоро за целовремено трајање на тој испит, за кој што јас реагирав, но комисијата остана слепа и глува на мојата реакција и не постапи согласно законот. Може ли попластично да ни објасните, станува збор за каде се полага прво испитот, кажете им на гледачите, на пошироката наша публика, и како тоа пластично изгледа? Значи, влегувате, ги оставате мобилните телефони, значи, оставате се што имате, предпоставувам, од вас на едно одредено место и во текот на полагањето не смеете ништо да имате. Како се провлекол овој мобилен телефон? Дали ве контролира некој на влез? Значи, секој од кандидатите е запознаен со постапката на полагање на испит, бидејќи на самите компјутери излегува упатство за полагање на испит на административен службеник, каде се наведени сите овие значајни работи кои што треба да ги познава, каде што е наведено и може јасно да прочита секој дека не смее да користи мобилен телефон. Така. Инаку попластично се одвива во една просторија во Агенцијата за администрација. При влез треба одговорното лице информатичар да ги идентификува, да ги лицата кои што полагаат со лична карта, со што добиваме одредена шифра со која што можеме да влеземе во самиот систем за да го активираме тестот, кој што е компјутерски. Така. Ние не се познаваме со кандидатите, значи, бидејќи секој кандидат нема име и презиме, туку шифра, бројот на профил кој што го креира на сајтот за Агенција за администрација, каде што го прави своето портфолио, односно CV. Така. Откако влеговте во просторијата, што се случуваше после понатаму? Значи, имаше многу неправилности, но главната неправилност е тоа што кандидатот просто кажано препишуваше. Да, препишуваше, користеше мобилен телефон. Согласно член 41 од Закон за административни службеници, значи не смее да користи мобилен телефон, а комисијата која што треба да ја спроведува законитоста на самото полагање и на целиот процес во јавните огласи, е должна, доколку утврди дека некој од кандидатите користи мобилен телефон, ќе го отстрани од полагањето
ќе му изврши решение да не може да полага испит за административен службеник во рок од 3 години, а самото тоа ќе повлече и прекршочна постапка каде што лицето ќе биде казнето со глоба од 100 или 200 евра, ако не се лажам. И сите тие работи, доколку се утврдат, значи доколку тие постапеа на мојата реакција неколку... А вие реагиравте на само за време на полагањето на испитот и никој не обрна Точно внимание? така, значи јас кренав рака, Добро. се обратив до самата комисија и им викам: еве го кандидатов пред мене користи мобилен телефон. И? Тие не изреагираа. Кој користи мобилен телефон, дото му отидоа што една од членовите на комисијата ми се обрати и ми рече, па може некој му звони. Значи самата Призна дека Да. кандидатот препишува Во индиректно. вториот случај, одговорното лице информатичар, бидејќи во тој момент не беше во салата и кога влезе, го воочи кандидатот дека користи мобилен телефон и само му рече: ајде дечко, прибери го телефонот во џеп. Во цела оваа Значи, шарада излегува уште истото лице да е вработено сега во АЕК. Тоа не е важно, тоа не е битно, Многу е бидејќи ние сме таму во директна конкуренција со сите кандидати и не знаеме кој за кој конкретен оглас конкурирал. Значи, цела оваа работа треба, доколку тие изреагираа, да биде наведена во записникот на крајот од... Лицето требаше да биде казнето, Да, а не да го да, положи испитот. Предпоставувам на крај беше Да. Значи, вака, во однос на неправилностите, тоа е тоа. Целата постапка заврши, утредента бев повикан на интервју и тоа помина. Јас во меѓувреме поднесов на интервју во АЕК за местото за кое што конкуриравте, Интервјуто така? се одвива исто во Агенцијата за администрација, Добро. каде што комисијата има можност да врши бодување по сопствено обидување, без тоа да биде регулирано на некој конкретен начин. Со тоа што имаат моќ на одреден кандидат да му дадат повластена позиција и повеќе бодови и тој кандидат да го добие работното место. И токму таа комисија, за жал, работи по политички диктат и нарачки. И затоа ние во јавната администрација најголем дел од вработувањата, да не кажам сите, се под партиски диктат и нарач на одредени моќници, политичари, интересни групи кои што имаат. Сакате да Тјарата. кажете, врз основа на ова што ми го кажавте, дека полагањето на испитот е само проформа, колку да се помине, а комисијата решава кој ќе го добие работното место. Точно така, значи тие со ова се покриени законски, дека се е спроведено под закон и дека најдобрите кандидати се одбираат. Тука настапува и мерит системот, но за жал тоа воопшто не е така. Така. Да се навртам, значи процесот беше прекршен со тоа што јас по завршување на полагањето ми беше дозволен влез во истата просторија, додека останатите кандидати се уште полагаа. Значи со тоа по втор пат се крши закон. Да, за фијаското да биде уште поголемо и потрагикомично, во таа просторија влезе и трето лице, во случајот тоа беше мојата мајка, која што јас ја повикав, и сето тоа ние го имаме на снимката. Откако заврши целиот овој процес, Кој снимаше во тој период? Или ова е снимка од АЕК во текот на полагањето, од АЕК, од комисијата практично која што беше таму? Ја имате вие, ја поседувате таа снимка кај вас? Не, јас како физичко лице не можам да ја поседувам таа меѓутоа ја снимка. има државната институција во која што бев. И државната институција, согласно закон, согласно член 41 став 2 од Закон за административни службеници, е должна да ја чува снимката 2 години од денот на полагање. И таа снимка да биде во функција на надлежните органи. Во случајот, основното јавно обвинителство за кое што до кое јас поднесов кривична тоа ми беше пријава. следното прашање. Значи, откако се констатирани сите неправилности, а ги има еден куп, вие поднесовте кривична пријава против кого? Точно така, јас поднесов кривична пријава против комисијата, која што го спроведуваше јавниот оглас за вработување во АЕК и одговорните лица од Агенција за администрација кои што беа запознаени со целиот овој случај, но не постапија. Така. Согласно службената должност. За жал, основното јавно обвинителство, кое што е една институција која што треба да се бори да ја
да ја изнесе на виделина вистината и правдата, реши да се стави во функција на криминалното, коруптивно и незаконско функционирање на институциите, во овој случај Агенција за администрација и АЕК, и да ги заштити своите политички интереси, тоест нивните политички интереси. Значи, видете вака, Агенцијата за администрација, ја слободно можам да ја нарачам партиска испостава и Агенција за партиски вработување. Значи, мене ми се отфрли кривичната пријава со едно нејасно образложение, каде што не се образложени сите фактички состојби, односно не е побаран главниот доказ со кој што јас и мојот адвокат наведовме, а тоа е видеоснимката од полагањето. Ја нема? Значи, тие во решението со кое што ми се отфрла кривичната пријава, дури на 9 страници образложуваат разни моменти, пишуваат како е составена таа комисија, дури ги цитираат и законските одредби според кои јас сакам техникали, да. Значи ги прибрале документите, мојата жалба, мојата представка на денот на полагањето, жалбата на избраниот кандидат, но клучниот доказ го нема. Но зошто го нема клучниот доказ? Јас ќе ви кажам зошто го нема. Бидејќи така ќе видиме како функционира Агенцијата за администрација и како се избираат кадрите во... Како ви беше одговорот од јавното обвинителство? Побаравте ли после тоа одговор од нив? Каде е снимката? Зошто не се чува? Бидејќи една година е помината само од денот кога сте го полагале испитот. Не, значи јас имав прилог на една национална телевизија каде што новинарите рекоа дека тие ќе побарат одговор од ДОЈО и побарале и им рекле дека ќе им биде доставено утрешниот ден од кога што одеше прилогот, но мислам дека не добивме одговор. Во меѓувреме... Дали вашиот адвокат побара? Да, ние... Вие не добивте одговор? Ние не ДОЈО, туку правната полука во решението со кое што мене ми се отфрли кривичната пријава беше дека можам да поднесам жалба до Висшето јавно обвинителство и таа жалба е поднесена. Така. Колку време помина од како е поднесена жалбата до Висшето јавно обвинителство? Жалбата беше поднесена во понеделник, овој понеделник, уште чекаме одговор. Значи, катастрофално е и сега затоа гледаме зошто е толков мал процентот на доверба во судството. Тоа на страна, значи, ме интересира, бидејќи два пати го имате полагано овој испит. Да. Каде ја наоѓате вината? Првиот пат беа малверзациите од полагањето или вториот пат од полагање на испитот за државен службеник? Вториот пат. Јас прв пат го полагав во 2018. Така и благодарение на тоа се вработивте, стега се вработен каде? Вработен сум во јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура. Да. Значи, каде да ја бараме вината? Во комисијата која што е таму или на кое друго место? Бидејќи велите дека првиот пат било се во ред со полагањето. Или кандидатот беше таму за да може да го добие работното место за кое што конкурираш? Точно така, очигледно состојбите, нажалост, се промениле во негативна конотација од кога јас прв пат го полагав. Вината не можеме да ја здвоиме кај еден. Значи, вината е повеќе кратна. Значи, најголем виновник е Агенцијата за администрација, бидејќи таа е првично и најодговорна за спроведување на тој испит. Исто така е Агенцијата за чии што потреби се врши оглас од АЕК. Сметате дека веќе имаше кандидат кој што треба да го добие работното место? Јас сум убеден и сигурен и тврдам дека кандидатката која што се вработи требаше и знаела дека ќе го добие работното место. Значи ова беше само проформа. Проформа и заради тоа се помалку млади луѓе се јавуваат на јавни огласи за во државно. Значи, вака, ова е еден проект направен од Transparency International во соработка со Државната комисија за спречување на корупција, а финансиран од амбасадата на Кралството Холандија и гласи проект проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам.
Добро, ќе ми Значи, го ова дадете. е еден документ каде што на повеќе од 320 страници се нотирани сите состојби во тој процес на вработување. Тука се нотирани сите недостатоци, има препораки и така натаму и така натаму. Кога е изготвен извештај? Извештајот е изготвен во октомври 2020 година, но нажалост Од тогаш еве натаму гледаме какви состојби се случуваат и со што се случуваат многу млади луѓе. А мојата борба не е лична и единствена. Значи јас откако ми се случи ова на мене, многу пати сум добил информации дека оваа голгота ја поминали и многу други млади луѓе. Така. Значи вака, вчера бевме сведоци на изјавата на амбасадорот на Кралството Холандија, кој што еве по некоја случајност е финансиски поддржител на овој проект кој што го покажав сега. Значи амбасадорот рече дека зошто не се спроведуваат сите овие убави работи и препораки што се напишани на хартија. Знаете, хартијата трпи се. Ние можеме тоа убаво да го наведеме, но џабе ако нема кој да го спроведе. Така. Каде се парите кои што странските фактори кои што ја туркаат Република Македонија кон членство во Европската унија, ги фрлаат, ги даваат, ги обучуваат одговорните лица во неповрат? Да имаме комисија која што во очи гледа како некој прекршува закон и тие дополнително го прекршуваат законот и не реагираат на тоа. Зошто ОЈО не ја обезбедува снимката? Дајте да ја видиме снимката. На снимката убаво ќе видиме дали јас сум реагирал, дали има лице кое што цело време користи мобилен телефон, дали стана некој од таа комисија која што е законски одговорна да го спроведе во законитост тој цел процес, дали го отстрани. И вака, значи ОЈО се повикува во решението со кое што ми е отфрлена кривичната пријава дека не стои ништо во записникот. Значи во записникот не стоел дека има кандидат кој што користел не стои во записникот бидејќи ви ја игнорирале пријавата, мислам, сосема логично е. Точно така. Сето тоа. Точно така. Господин Петрушев, ви благодарам за гостувањето. Една препорака до сите млади луѓе кои што сакаат своето место да го најдат во семејството на државни службеници. Треба ли да се обидуваат, треба ли да ја водат граѓанската борба или едноставно треба да се земат партиска книжка и да се надеваат дека ќе добијат вработување? Не треба да си. Значи вака, јас не го оспорувам правото на секој млад човек да биде политички активен. Значи не зборуваме за ваше лично мислење од она негативно искуство кое што вие го имате. И јас сакам да ги охрабрам сите млади луѓе да им пркосат. Да им пркосат на неправдите и да се пријавуваат на овие огласи. Бидејќи тие немаат што да изгубат. Освен можеби мал дел од своето време, кој и така нема да им биде изгубен, бидејќи ќе се стекнат со одредено знаење. Но овие службеници, кои што незаконско, коруптивно и под партиски диктати и нарачки работат, имаат што да изгубат. Тие имаат да изгубат угледот, честа, работното место, па дури и слободата. Бидејќи според кривичниот законник со кој што јас ги теретам, дека со неизвршување на својата службена должност ми извршиле мене штета, со тоа што одреден друг кандидат му дале повластени ингеренции, е пропишена законска казна дури затвор од 6 до 3 години. Так. И бидејќи кога веќе конечно нашиот правичен систем ќе профункционира и кога некој ќе одговара за тоа што не работи законски, следниот кога ќе дојде на негово место, нема така да работи. Како што е тргнато судството, веројатно уште долги години ќе чекаме судските спорови да добиваат брз епилог. Уште еднаш, господин Петрушев, ви благодарам многу за гостувањето. Ќе бидеме во тек со сето она што ви се случува. Очекувам известување од Висшето јавно обвинителство да видиме дали ќе се превземе нешто и понатаму. Вас, драги гледачи, ви посакувам убав ден и останете со програмите на Утрински печат.